Уште едно ново првенство за Македонија, нов настап и за тебе, веќе си неколку години во оваа репрезентација. Не може да кажеме дека веќе немаме искуство, бидејќи сме постојано, имаме континуитет. Што може да очекуваме од оваа генерација во која што има неколку нови ракометари кои што добро врваѓаат? Па токму тоа, искуството мислам дека може да биде главен адут за нас. Бидејќи го дочекуваме ова првенство мирни, знаеме колку ни е силата. Нормално на секој натпревар ќе се бориме максимално, сонуваме за голем успех, како и цела македонска јавност, едноставно такви сме. Сонуваме за многу големи работи, меѓутоа и не се залетуваме, знаеме колку ни е силата, што знаеме дека мора максимално да се бориме и максимално добро да одиграме, за да победиме репрезентација од типот на Словенија, која е трета од последното светско првенство, и Германија која е актуелен европски шампион. Тука е една нова Црна Гора која што сега избори настап на европско првенство, не е на сите европски светски првенства, ретко се појавува, меѓутоа знаеме каков е нивниот менталитет, се борат до крај, цврста одбрана и знаеле во минатите години во квалификацијски циклуси да изненадат многу поголеми репрезентации од типот на Германија и Шведска, така да воопшто не се репрезентација за подценување, без разлика дали играл Борозен или не. Нивната главна сила е тимскиот дух, одбраната и така да нема многу да смени тоа дали ќе играл Борозен или не. Поштуваме секој противник, не можеш однапред, поготово во нашата група гледам дека некои селектори и репрезентации јавност однапред бројуваат бодови, ја мислам дека тоа е погрешно. Мислам дека ќе има доста изненадување и ништо однапред не може да се испланира. Познаеш системот на работа на РАЛ, работеше со него во Вардар. Може ли тој систем да функционира барем приближно на ниво во кој што функционира во Вардар во последните години? Па може, иако треба малце повеќе време, поготово за некои работи во одбранбениот дел. Тој стана европски шампион, направи голем успех во Вардар, меѓутоа во четвртата година, тој веќе беше 3 години овде. Така да за да тоа све изгледа така идеално како што изгледа во Вардар, моментално треба да помине време, меѓутоа тоа е одлична инвестиција за македонскиот ракомет. Не треба сега да правиме притисок, да очекуваме од него резултати одма, иако ние сме такви, сакаме одма се да биде. Меѓутоа одлично со тек на време Раул ќе си даде и до сега многу за македонскиот ракомет, меѓутоа со ова што се нафати да остане до крај договорот за македонската репрезентација, мислам дека ќе даде негов белег, ќе остави и тоа е нешто многу добро што се случило на македонската репрезентација. Тоа е официјално најдобар тренер во Европа моментално. Може да очекуваме, може ли некој изненадување во однос на играта, во напад, во одбрана, од она што не сме го виделе до сега од Македонија? Па нешто многу голема промена, не, мислам, системот е тој, ние репрезентацијата долго време е слична, скоро иста, се знаеме меѓу себе, имаме многу искуство и ќе има некои новини, кажувам, ќе повторам дека повеќе новини се во одбраната и таму ќе биде малце поголем проблем, што побрзо ќе се усвојува тој и ќе се поштуваат неговите замисли, ќе изгледа тоа се подобро на тренинг, така да од таа гледна точка која ќе погледнам, мислам дека може да се случи ние во текот на првенството да играме се подобро и подобро. Ако дај Боже се пласираме во вториот круг, може во вториот круг да дадеме подобри партии отколку во првиот. Бидејќи со такмици, со гледање видео, со тек на време, тие играчи ќе се уиграат во тој нов систем и може да дадат подобри партии. Па нека биде така, како што одминува времето на првенството, нека биде се подобро. Точно. Фала.